Добар ден, почитувани, предстои на новата Тилма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Што представува синдромот на прегорување и како доаѓаме до состојба на целосна психофизичка исцрпеност? На кој начин да разликуваме обичен замор од прегорување и кои знаци укажуваат дека сме го преминале прагот? Ова се дилемите што ќе ги отвориме во денешната Тилма амбуланта со доктор Марија Костадиновска, психијатар. Останете на Тилма, а вклучете се и вие со ваши прашања во програма. Што е тоа синдром на прегорување, ќе прашаме доктор Марија Костадиновска, психијатар од клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте повторно во студиото на Тилма. Добар ден. Добар ден. Мило ми е дека повторно денеска сум со вас и со нашите гледачи. Ќе прозбориме една убава тема, што значи стресот, ако трае кратко време или ако продолжено трае и како се одразува на нас. Така, ние сите веќе навикнавме да живееме под хроничен стрес, под огромен притисок, со милион работни обврски, но како долготрајното изложување на стрес влијае на телото? Што се случува со организмот, со хормоните, со мозокот, со срцето? Знаете, секогаш кога се соочуваме со некоја состојба на стрес, нормално нашиот организам почнува да реагира. Тоа значи дека ослободува поголема количина на хормони како адреналин, норадреналин, кортизол, кои што овозможуваат ние да започнеме да се справуваме со состојбата на стресот, на тој предизвик, опасност на која што наидуваме. Чувствуваме забрзана работа на срцето, започнуваме брзо да дишаме, се мобилизира целокупната крв спрема мускулите, односно се подготвуваме да се бориме или бегаме, зависно од ситуацијата како ја проценуваме. Ова е обично нешто што е како краткотраен почетен стрес, но ако трае подолго време, веќе збориме за долготраен стрес кој што може да го исцрпи нашиот организам и полека по полека да се чувствуваме како од една состојба на наша моќ и еден добар оган, како едно пламенче кој што тлее. Колку време човек може да издржи во состојба на хроничен стрес пред тоа да се одрази на неговото здравје? Тоа е индивидуално. Постојат луѓе кои што имаат добри психолошки снаги и да се изборат, зависи ако имаат поддршка. Но постојат луѓе кои што во краток временски период, 2 до 3 недели, веќе ќе пројават одредени симптоми. Најчесто започнува како замор, потоа несоница, чувствуваат како одредена сензација на болка по телото, по главата, мускулите. И на крај некако по полека стануваат многу раздразливи, нервозни, поинакви од колку што ги имаме навикнато. Постои ли добар и лош стрес? Да. Добар стрес е кога одредена ситуација за нас е предизвик. Таа не инспирира, не поттикнува, не мотивира понатака да продолжиме. Лошиот стрес е нештото кое што е надвор од нашите очекувања, го доживуваме како силна опасност или нешто што прети по нашите животи. И овој лош стрес, особено ако трае подолго време, е една од причините ние да се чувствуваме навистина потиштени како за почеток, а потоа и да се одрази на нашето севкупно битисување, односно да доведе до исцрпеност. Се почесто слушаме за бърнаут синдром, синдром на прегорување, синдром на согорување. Што тоа точно представува? Како се разликува од обичен стрес, од обичен замор, од обична исцрпеност? Вака, знаете, кога подолго време трае стресот и кога веќе нашите одбранбени сили се истрошуваат, тоа го осеќаме како една севкупна физичка, ментална и емотивна исцрпеност. И ние тука веќе потешко се справуваме со истата. Осеќаме, знаете, како едноставно телото пополека попушта. Не можеме да се одмориме. Бидејќи ако е обичен стрес, ние ќе го чувствуваме тој замор. И знаете, ќе одмориме во текот на викендот или ќе успееме да одмориме откако ќе заврши стресната состојба. Но ако континуирано, секојдневно ние сме изложени на стрес и тој стрес не попушта, туку секогаш е во одреден некој умерен или висок степен, тогаш веќе нашите сили на одбрана попуштаат и ние не можеме да се почувствуваме одморени без оглед колку и да успеваме да одспиеме или да одмориме. Телото се чувствува исцрпено, пропаднато. Чувствува болки на секаде околу себе и едноставно не е во можност да одговара на секојдневните потреби.
намалена е концентрацијата, вниманието. Луѓето се осеќаат дека им треба многу подолго време за отпочнатата работа да завршат за разлика од претходно. Стануваат раздразливи, импулсивни, постојано влегуваат во конфликти со другите лица околу себе или едноставно стануваат комплетно повлечени, ноншалантни, незаинтересирани и за околината делуваат што се случува со него. Некој вела дека стресот им создава енергија, им дава фокус, а други се соочуваат со вакви предизвици. Што тоа значи? Дали одредени луѓе се попредиспонирани на овој синдром за прегорување? Овој синдром, знаете, почесто се среќава кај луѓето кои што се многу темелни, посветени, одговорни, кои што стремат спрема перфекционизам. Исто така се јавува кај луѓето кои што се високо амбициозни или имаат потреба за значителна контрола врз работите. Го има и кај луѓе кои што се малце попесимистички. Имам еден клиент кој што вели: јас работам повеќе од 12 сати, не можам да сопрам, страв ми е да не умрам сиромав. Тој едноставно има таков тек на размислување попесимистичко. Луѓето кои што се, знаете, не толку перфекционисти, кои што полесно го сваќаат животот, тие тешко ќе се доведат во состојба на прегорување. Значи, многу е важно дали ќе процениме дали чашата е полупразна или полуполна, така? Така е, да, до личниот став е погледот на нештата. Погледот на нештата и како ние лично како луѓе ја воспримаме состојбата, односно опасноста, дали е за нас опасност или е само предизвик во кој што ние може да бидеме победник. Дали има вистина дека на синдромот на прегорување се изложени многу повеќе лицата кои што се грижат за болен член во семејството или пак за некој старо лице? Сето тоа влијае. Не можеме да останеме индиферентни и да е болен или да е возрасен човек, бидејќи тука се емоциите во прашање, нашата емпатија од една страна, но исто така чувството на должност што ние го имаме кога станува близок човек во семејството. Желбата да помогнеме да оздрави, да дојде на себе и повторно да функционираме како семејство. И од тука луѓето кои што се грижат за блиските своји, а се соочуваат со одредена болест, навистина согоруваат во одреден временски период, бидејќи себе си се ставаат на втор план за да може да одскокнат во моментот на болното лице. Така тие поретко се исхрануваат, поретко спијат, трчаат за да помогнат околу болниот член, и тоа е една од причините да со текот на времето согорат, особено ако текот на лекувањето не поприма позитивен тек на развој. А зошто луѓето кои што се грижат за блиски често чувствуваат вина, доколку почувствуваат потреба да одморат или пак одморат? Затоа што, знаете, секогаш сметаат дека не е доволно тоа што го прават, дека можат уште повеќе, дека треба да сочувствуваат со лицето, со неговото страдање, надменување на состојбата. И чувството на вина е секогаш оној момент дали ја доволно правам и се правам што може да помогнам. И затоа тие остануваат во втор план и се посветуваат во целосна негата и грижата за болниот човек. Дали чувството на вина може да ја продлабочи страпеноста? Апсолутно, затоа што тие веќе не одмараат, не се исхрануваат правилно. Во ваквите моменти е многу битно негователите да си посветат време за себе, да проговорат за емотивните состојби со кои што се соочуваат, психичката исцрпеност која што ја чувствуваат, да побараат поддршка и да видат со кого може да споделат одговорноста, да најдат време за себе, во смисол да отидат на некој концерт, да прошетаат, односно да не бидат цело време фокусирани во домот. Секогаш може да се најде 15 до 20 минути најмалку време за себе, за да може колку толку организмот да одмори. И во моментите, особено кога негователите даваат грижа во домот, или тоа се членови од семејството, битно е кога болното лице одмара и членот од фамилијата да го искористи моментот да одмори, да не размислува дека сега е моментот јас да доработам нешто за да не се разбуди и да не бара. Али на тој начин ќе биде во можност и себе си да си помогне, бидејќи ќе одмори и на еден начин ќе се рестартира, а потоа дополнително да биде присутен за потребите на болното лице. А како изгледа прегорувањето кај родителите пред се на мали деца? Да, и тие се соочуваат со одреден предизвик.
Знаете, понекогаш настанува момент каде што малите дечиња не заспиваат, бараат поголема обврска, како растат, стануваат потемпераментни. И во одреден момент, особено мајката знае да каже: леле, мислам дека ми е напорно, дека не можам да издржам ситуацијата, со ноќи останувам ненаспиена, денот ми е изморен, ја не сум функционална, постојано викам, немам трпение спрема другото детенце или обврските низ домот. Понекогаш тука трпат и дополнителен притисок и од околината, зар ти си единствената мајка, не наоѓаат на разбирање, не наоѓаат на поддршка. Колку деца јас ги изгледав, ти се жалиш, кукаш за едно-две. Ајде, што не било и ова ќе помина. А она навистина во моментот може да се соочува со одредена емотивна преисцрпеност во даден момент, за која што навистина и треба и на неа и разбирање, и малку време некој да ја одмени за да се дојде на себе. Така, постои убедување дека мајката треба да издржи се, да постигне се и при тоа да не се жали. И да не се само жали. се жали. Налик супер мајка, ама пред се и ние треба да разбереме дека и ние сме луѓе и дека грижата за себе почнува од себе. Ако ние не сме во можност да се грижиме за себе и во целост да се чувствуваме способни, тогаш како би можеле на другите да им помогнеме? Родителите понекогаш се запоставуваат себе си пред се мајките во првите години од животот на нивните деца. Понекога забораваат да јадат, забораваат да одморат, немаат време да си посветат на себе си, да си измијат косата и слично. Понекога забораваат и да се смеат. Да, и тука сега како сето тоа влие врз менталното здравје и врз овој синдром на согорување? Знаете, тоа е веќе еден дел каде што е пресилно занемарувањето на себе си. И они веќе стануваат налик депресивни. Понекогаш синдромот на согорување наликува како депресија, кога се занемаруваат и се отсутни. Оној момент е многу битен, каде што мајката мора да се наврати на себе и на грижата за себе, затоа што на еден начин ќе предизвика и емотивно патење кај детето. Ќе делува како на автопилот, само да се вклучува автоматски да заврши работата, а при тоа да не дава емпатија, а тоа дечињата го осеќаат. Повторно ќе кажам, многу е битно секогаш прво себе да посветиме време и грижа, а потоа да може на околните да помагаме. Што можат во тие моменти да направат партнерите? Значи партнерот што може да направи или пак семејството? Битно е мајката да проговори што е она со кое што се соочува. Да побара помош, каде може да ми помогнете, каде може да ми се најдете. Мене, пример, највеќе ми треба помош од 12 до 3 саатот. Кој од вас во можност за тој Значи да се побара помош? Да се побара помош, да се соопшти кои се моментите со кои што таа страда, дека не е добро, или во крајна линија на крај да се обрати до стручно лице. Што ако семејството сепак е извор на стрес наместо на мир? Односно домот, што тогаш да се направи? Што може да се промени? Отворена комуникација. Многу е битно да се разговараат работите, да се соопштат, да се направи реорганизација на нивните обврски во домот и евентуално ако не најдуваат на меѓусебно разбирање да бараат стручна помош од психијатар или психолог. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент, почитувани. Емисијата е контактна, во денешната Телма амбуланта можете да се вклучите доколку се јавите на телефонскиот број што е испишан на екранот. Одговор ќе добиете на сите ваши дилеми кои што се поврзани со ова за што говориме, а тоа е синдром на прегорување во домот, но и на работното место. Има ли професии кои што се особено изложени на синдром на прегорување? Да, навистина тоа се здравството, образованието, полицијата, IT веќе информатичките сектори, Новинарството апсолутно. Зашто е сето тоа така, бидејќи ние работиме под висок притисок, а можноста за контрола на работите е многу ниска. Се случи во периодов после коронавирус пандемијата, голем дел од здравствените работници да дадат отказ од своите работни места, бидејќи беше преголем психичкиот и емотивниот товар кој што го носе на работното место и веќе да наоѓаат професии кои што се надвор од медицината. Таа е силината на брнаутот, на согорувањето, кога ние едноставно до толку веќе не можеме да го продолжиме на нашето функционирање со оглед дека премногу сме согореле со претходното искуство.
Сега, некој кој што е посветен на својата работна задача и на професијата, како се забележува дека кај него дошло до некакви промени, до синдром на прегорување? Веќе не е до толку личноста мотивирана на работното место. Го гледаме дека повеќе е повлечен сам, не е до толку комуникативен со колегите. Подолго време му треба за да ги заврши работите, потешко донесува одлуки, постанува несигурен и постојано се преиспитува што е тоа што го прави и дали е исправно. Доцни на работно место, гледа порано да замине или често користи боледување. Тоа се едни од моментите покрај она севкупно како симптоматологија, дека е исцрпен, дека делува хронично заморен, нема трпение за да ги слуша луѓето, често пати знае да биде поемотивен, да расплакува немотивирано или да се жали дека едноставно не се чувствува добро. Психофизички? Психофизички, да. Сега, колку често се случува овој проблем, доколку шефот создава големи притисоци, има огромни барања, постојано критикува и покрај тоа што вработениот совесно си ја завршува работата? Јас како за пример ќе дадам од едно мое скорешно искуство. Клиентката соопшти дека имале прекрасен тим и дека настанала промена на раководителите и новиот раководител постојано внел мерки како ја контролира нивната работа. И вика, ние едноставно не можеме да го напуштиме нашето столче, не можеме до тоалет, не можеме на пауза, постојано бара, да останеме прекомерно на работа, да однесеме дел од работата дома. Не се издржува, јас едноставно само седам, плачам. Знаете, тоа е чувство на една силна колективна анксиозност, каде што секој од вработените чувствува вознемиреност и ја манифестира за себе како човек различен начин. Постануваат тажни, повлечени, не знаат како да се справат со предизвикот, не знаат како да соопштат дека во моментот не е остварена задачата. Нивната несигурност станува подоминантна, им се разнишува личниот систем на себе вреднување и себе чувствување на квалитет, одговорноста попушта. Тие постануваат навистина во рок од 2 до 3 недели веќе во една состојба навистина на емотивна и психичка комплетна исцрпеност. Во домот веќе не ги препознаваат, кажуваат, сопругот или партнерот се буни, кажува зашто плачеш, како да ти помогнам, децата велат мамо, ја ли те расплакав. Знаете, кога луѓето страдаат на работното место, се гледа секаде дека нивното страдање постои и во домот и во нивното социјално обкружување. И тоа е причината на согорувањето. Согорувањето или бърнаутот не представува медицинска диагноза, туку луѓето се обраќаат на лекар потоа заради телесните тегоби кои што ги доживуваат. Например, покачен крвен притисок, проблеми со тироидната жлезда, проблеми со желудникот или појава на силна емотивна раздразливост, анксиозност и депресија кога доаѓаат за помош кај психијатар. Значи, токсичната работна средина може да го предизвика се тоа. Тоа е делувањето на... Може класично да не разболи. Апсолутно. И тогаш веќе луѓето навистина се прашуваат како јас да продолжам понатака. Дали е ова слабост ако ја останам или заминам. Што е исправното, што треба јас да го правам. До толку се несигурни што не знаат како да зачекорат понатака во животот и што да направат со себе. Докторке, денеска се повеќе работни организации барат мултитаскинг, но дали тоа води кон синдром на прегорување? Води, како не, Марија. Нашиот мозок не е конструиран за ние да извршуваме повеќе активности во исто време. Символично кажано, тоа е како на компјутер, ако отвориме повеќе програми, побрзо замара и помалку може да даде соодветен одговор. Така и кај нас луѓето, ако вршиме мултитаскинг, ние нема да одбиеме работа или работни задачи, но се осеќа дека продуктивноста се намалува, страда фокусот, страда вниманието и ние немаме толку добар и квалитетен одговор во нашата работа како што било претходна. Како да се остане професионален и психофизички здрав, доколку се работи во средина каде што се очекува мултитаскинг, односно завршување на повеќе задачи истовремено, потоа има раководство кое што врши притисок, кое што создава една токсична атмосфера. Што може да се направи во тие моменти? Многу е битно личноста да свати дека треба да каже не и да постави една рамка и граница.
Многу од луѓето се соочуваат да работат повеќе работи кои што не се ни во описот на нивното работно место, кои што не се ни во доменот на нивното образование, каде што консултираат многу своји пријатели и познаници за да можат да им помогнат како да одговорат. Во ваквите состојби јасно треба да се каже: ова јас не знам да го направам, јас не сум во можност, не знам. Но некои се плаша да не ја изгубат работната Апсолутно. позиција или пак работното место. Секогаш стои тоа, бидејќи работата е екзистенционалниот дел од нашиот живот. Ама треба да размислиме дека ако и ние вршиме дел од работата која што не е во склап на нашето познавање, дека утре може да има правни санкции. Треба да се разгледуваат користа или штетата од сето тоа. Треба јасно да се соопшти дека не може да се остане прекомерно на работа, дека може 1-2 дена, но дека тоа не може во континуитет и стално. Треба отворено да се соопшти ако веќе ги чувствуваат промените кај себе. Но и ако трпат навреди од страна на предпоставеното лице, да не го чувствуваат дека е вистина, туку да се прашаат за собствените квалитети и како до ден денеска успеале во животот да стигнат до таа позиција каде што се. Грижата, повторно ќе кажам, за себе навистина значи и да се вреднуваме себе си без оглед колку коментарите од страна се негативни. Да се трпат навреди, се трпи упатување на непријатни зборови. Често пати се прават и контроли и тоа навистина представува силен притисок. Битно е лицето без срам да отиде на пауза, да искоментира и да се подружи со своите колеги, работната средина да ја доживува Значи, како паузите се пријатна. всушност и корисни во однос на продуктивноста. Во продуктивноста, за дури малце да е тешко да се смени муабетот, да се види дека работното место не е само стресна средина, туку да се пронајде зашто треба да отиде на работа. Со својата работа, каков продукт произведува и како тоа е од корист. Кога ќе се смени, знаете, размислувањето може да се најдат и многу смисла за постоењето мое на работното место. Бидејќи навистина, ако човекот со тешки нозе тргнува са бајле на работа, тешко и ќе обстои, али ако малце се најде одредена корист на своето постоење, веќе барем малку му се олеснува функционирањето. Добро е, покрај тоа што ќе комуницира со луѓе во текот на работното време, да успева таа комуникација да ја одржи без оглед колку му е тешко и после работното време. И да почне да се преиспитува на вистина како сакам јас понатака да продолжам и по која цена би останал тука на работното место и што може да направам. Кога е време да се даде отказ, да се замине од одредено работно место? Секогаш треба да ја искористиме во моментот позицијата, да се поразговара со предпоставениот, и над него на повисоко ниво, со службите психолошки или човечки ресурси, да ги искористиме сите опции кои што стојат на ниво на организација. Но веќе ако гледаме дека немаме успех, немаме позитивен одговор, а сме се обиделе, постојат клиенти кои што кажуваат дека дури испраќаат писмени дописи, но дека не одговараат, немаат одговор на нивните барања, на нивните проблеми. Во тој момент веќе знаете, кога здравието ни е нарушено, кога ние не сме во можност квалитетно да функционираме, кога се чувствуваме навистина како она мало пламенче кое што тлее, дефинитивно треба да се размислува, да се земе одмор, слободни денови, боледување и да се бара ново работно место. Дали организациите можат да најдат начин да препознаат, да спречат прегорување кај нивните вработени? И многу организации кои што се одговорни на вистина размислуваат да имаат психолошки тим, да имаат квалитетен сектор на човечки ресурси, да градат тим билдинг каде што луѓето ќе се дружат и во текот на работното време и надвор, каде што отворено вработениот може да пристапи да соопшти со какви проблеми се соочува. Не мора лицето само да има проблеми на работното место. Доволно е во работното место да му биде признаено ако има и фамилиарни проблеми и да во одреден период биде да му се понуди поддршка и да му се понуди одредена форма на разбирање. Навистина, многу од организациите се советуваат и одржуваат предавања на тема на стрес, менаџирање на стрес, разрешување на конфликтни состојби. И тоа е многу добро и е многу позитивно за луѓето да видат дали и да се препознаат првен, дали поминуваат низ таква фаза и ако поминуваат да побараат помош. Навистина има и организации кои што
имаат позитивни насоки, навистина се трудат за доброто општо здравје на вработените. Дали вработените кои што не се доволно платени за она што го работат, исто така може да ги почувствуваат сите овие симптоми? И да се намали Апсолутно, на да. крајот и продуктивноста на нивната Ќе се работа. намали, знаете, И интересот за работата што ја работат. тоа е немотивирачка средина. Средина каде што лицето вложува, се труди, работи, но никој не му вика браво. И никој не му вика ова е награда за тебе, дали одреден бонус или дополнителни слободни денови. И во таквите средини, особено ако и платата со текот на времето не се покачува, навистина лицето ќе се чувствува дека е неуспешен, неквалитетен, докаде таму ќе обстојува, има пријатели со кои што се споредува и гледат дека идат напред и грабат. И тоа може да биде, ако се така посмели како карактери, самите да си го бараат чарето или да најдат нова работа, или ако се така знаете, перфекционисти или песимисти по карактер, па си вика дали ја грешам, зашто ја не сум дел од овој систем и уште повеќе и повеќе да се вложуваат во својот процес на работа, кој што неминовно ќе доведе до согорување. Бидејќи можеме да слушнеме многу мотивацијски говорници како велат дека успехот или пак неуспехот зависи директно од нас, дека ние сме одговорни за тоа. Но има повеќе фактори очигледно кои што придонесуваат. Многу фактори влијат. Не може секогаш да се сметаме себе си. Ние може да дадеме многу од себе, но ако тоа не се гледа од страната и не се вреднува, со текот на времето секој човек ќе си го бара својот пат. Споменавте тимбилдинг. Сметате дека тоа е важно во процесот на мотивација на вработените? Блискоста со колегите е значајна и надвор од работното место? Не треба да заврши Многу е битно. После 8-часовното работно време? Многу е битна комуникацијата со колегите и надвор од работното место. Знаете зашто? Некој од нас вело дека ние не идеме на работа да создадеме пријатели. Но ние не можеме да го занемариме фактот дека ние 1/3 од нашиот живот ја поминуваме на работното место. И со дел од тие луѓе е многу битно да ги запознаеме надвор, какви се како луѓе, кои се нивните желби, кои се нивните афинитети, што е тоа што јас на работното место не сум го видел кај овој мој колега со кој што никогаш не сум разменил 2-3 збора, а уствари колку сме слични, или колку неговиот начин на функционирање, па и за мене е перспектива. Види го снаодлив е, итаре, како ја ова да го применам, или има вештини кои што ги учи, па и јас ќе одам со него, ќе ги учам. Секогаш треба да се бориме за нови перспективи и нова смисла во нашето функционирање. А преку осознавањето на нашите колеги и надвор од работното место, ние само можеме да бидеме позближени и да ни бидат поддршка потоа кога ќе се вратиме во работниот процес и да ни бидат навистина и мотив покрај останатото. А во однос на дневните работни часови, некои земји предлагаат да се намали од 8-часовно на 6-часовно работно време, други пак велат да имат 4 дневна работна недела. И сето тоа се однесува во однос на продуктивност и повторно се споменува синдромот на согорување на работниците. Најверојатно ќе влие позитивно. И навистина гледам дека многу европски земји се охрабруваат во овој дел. Многу е битно да одмараме и да имаме различен начин на кој што ја остваруваме продуктивноста и работата. Навистина ние кога ќе одмориме и кога ќе сватиме како личности дека и јас како личност не сум само работник, дека сум и родител, и партнер, и сестра, и другар, и уметник, и спортист, и дека сите овие делови од нас треба да бидат функционални и интегрирани, тогаш кога ќе се вратиме на работното место ќе сме посреќни, позадоволни и попродуктивни. Односно, слободното време ќе го користиме за работи и активности што нас не прават исполнети како луѓе. Докторке, доколку забележиме дека некој наш колега прегорува на работното место како свеќа која што почува да се гаси, што можеме да направиме за да му помогнеме? Тука е многу битно да седнеме во една поддржувачка атмосфера и да прашаме што се случува. И да слушаме, да не критикуваме. Тоа што за нашиот колега е проблем, може за нас е смешка, но битно е да го прифатиме неговото страдање и да го прашаме како може да ти помогнеме. Понекогаш кај луѓето е доволно само да ги слушаме. Понекогаш и советот што ќе го чујат за нив значи многу.
дека има начин на справување со состојбата. Затоа што понекогаш кога луѓето се согорени, се апсолутно како во една безизлезна ситуација, како да не наоѓаат дури ни светло во тунелот. А кога ќе слушнат перспективи, и кај нив малце се создава една надеж и желба за опстанок. Кога некој што се соочува со ваков проблем ќе поиде на психијатар, имате ли некакви прашалници, некакви прашања конкретни со кои што можете да процените дали се работи за синдром на согорување или пак едноставно за исцрпеност и за обичен стрес? Постојат прашалници, но претежно ние се водиме спрема она кое што клиентот го соопштува. Затоа што тоа е навистина оној сплет што го прозборевме и исцрпеноста, дали од семејната средина или од работната, и дали колку и човекот има поддршка и како личност се справува со состојбите на стрес. Доколку има потреба, може да се постават и одредени прашања спрема прашалник за согорување, но тоа навистина барем јас според кого правам. Од на работното место може да се даде отказ. Но што ако мора да се биде присутен во домот во тие услови какви што се и не постои друг избор? Има си места во кои што има деца со аутизам, болно дете или пак некој друго болно лице. Што во тие ситуации? Во тие ситуации е битно да се побара поддршка во одреден временски период. Дали од асистенти, дали од одредени служби, например како Црвен крст, кои што праќаат асистенти во домот да може да помогнат на членовите на семејството и на болното лице. Во тој временски период ние како негователи е битно да го искористиме времето за себе, за малце, во наводници кажано да наполниме батерии. Да видиме дека и за нас постои живот и дека понатака треба да се носиме со она секојдневие кое што е дел од нас. Значи да се разговари секогаш да се бара помош. Апсолутно. Оние лица очигледно кои што не бараат помош, почесто се соочуваат со синдромот на согорување. Да. И навистина тие се навикнати навистина секогаш да се товарат се повеќе соврски и многу малце се одлучуваат да побараат помош, а всушност побарањето на помош и барањето на помош не е знак на слабост, туку признавање дека е потребно за јас да можам да се справам со се што преживувам како неговател, но и потоа да бидам повторно тука за членот на семејството. Што може да се направи во моментите кога се посветуваме на себе си? Треба ли да се остави мобилниот телефон, да се направи пауза од социјалните мрежи или пак напротив тоа може да помогне во тие моменти, бидејќи тоа е форма на социјализација? Да, тоа е форма на социјализација и навистина дел од нас знаеме да кажеме дека се релаксираме, дека гледаме позитивни содржини. Но реално кога ние сме дали во домот преоптоварени со врски или на работното место, навистина е потребна да направиме, ја нарекуваат дигитална диета. Односно, да оставиме барем 2 сати, да не одговараме на телефонски повици, да не читаме никаква содржина од социјалните мрежи. Значи, за едноставно умот... што ќе прекинам, доколку звони телефонот, а ние чувствуваме потреба да не разговараме во тој момент, во ред е да не одговориме на повикот? Во ред е. Време за себе, време за одмор. Време умот малку да се рехабилитира. Бидејќи е преплавен од информации, преплавен од емоции, преплавен од размислување како понатака. И одморот ќе годи. Ние не збориме да остане без телефон 3, 5 или 6 сати, збориме за краток временски период од саат и пол, 2. И на социјалните мрежи исто така се споделуваат многу вознемирувачки вести. И тоа делува. Секоја информација, кога нашиот ум е преоптоварен од загрижености на секојдневието и од секојдневни притисоци, позитивните или негативните содржини од социјалните мрежи влијаат за ние да бидеме уште повеќе напрегнати од информации. Без оглед дали е позитивна содржината на социјалните мрежи, навистина е потребно да го оставиме телефонот, компјутерот и малку да си дадеме време едноставно да мируваме. А како да поставиме здрави граници? И да кажеме не, кога сите нешто бараат од нас? Тоа и во домот се случува. Апсолутно.
Те слушнав, послушав. Во овој момент ја имам оваа задача, ќе ја завршам и твојата, дај ми време. Денеска не сум во можност, ќе биде тоа утре. Ајде потруди се ти сам да ја направиш. На крај заедно ќе погледнеме. Јас денеска не сум во можност, имав многу напорен ден на работа. Значи, битно е да почнеме од позицијата на себе, но и да се понудиме, ако можеме, за потоа да помогнеме. Но јасно да кажем дека во овој момент не можам. Важно се каже не може. И Да. не сакам. Не сакам, апсолутно, да бидеме искрени. На почетокот, бидејќи, знаете, кога луѓето постојано се даваат, одеднаш кажувањето не за околината ќе биде многу тешко. Ќе се налутат, ќе трпат дополнителни моменти на фрустрација, на бес и лутина. Но едноставно може да се даде, ако сме блиски, и образложение на вистина имав тежок период, обиди се да ме разбереш. Но тука сум за тебе подоцна или утре. Доколку почувствуваме дека почнуваме да согоруваме и да тонеме, кој е првиот чекор што можеме да го направиме и да си помогнеме себе си? Себе признавањето, потоа разговор со најблиските, дали претпоставените или партнерот дома, блиските пријатели, размислување што е она што може јас да го превземам како одговорност, да се соочиме со тоа дали може би имам некој поинаков и несоодветен начин на размислување, или да промениме стратегија во однесувањето, или евентуално ако сами не успеваме или со помош на пријателите ова да го надминеме, да побараме стручна помош. Може ли песимистичкиот поглед на животот да се преобрази во оптимистички или едноставно е тоа карактерна особина? Тоа може да е карактерна особина. И еве, например, ако го земеме примерот кој што го кажав, јас страв ми е да ако не работам, мислам дека ќе умрам сиромав. Знаете, доволно е да го конфронтираме клиентот отспроти, да речеме на вистина дали си сиромав. До сега ми спомна дека работиш повеќе од 12 сати. Ајде напиши на лист што све располагаш. Не мора на нас да ни го покажува, доволно е за себе. Понекогаш кога на вистина луѓето ќе се соочат и ќе видат колку постигнале во животот, дополнително дека не користат одмор или користат само 5-7 дена од 30 дена годишен одмор, кога ќе се сетат дека остануваат на работно место, а занемариле многу радости во животот, тоа делува многу освестувачки. Може би во прв момент ќе се речат не, нема врска, но длабоко по еден таков искрен разговор со стручно лице или сам со себе, потоа кога ќе го продлабочи, кога ќе остане сам, самиот увид постепено луѓето ќе донесе одредена желба за промена и тенденција за менување. Се разбира, тоа е пополека. Долг процес. Долг процес, бидејќи ние, луѓето кои што се формирале на 35, 40 или 45 години или потоа, не можеме преку ноќ да ги промениме. Но битно е да видат дека и одреден наш начин на однесување, размислување, влијае да се доведеме до состојба на прегорување. Но некога се случува на 45-50 години преку ноќ да сакате да направите некаква промена и да се освестите дека не сте се посветиле на вистинските работи во животот. Да, секогаш имаме право, затоа што јас ги охрабрувам. Луѓето им велам, што би сакал да направиш? Никогаш не е доцна. Баланс во животот. Меѓу работата, меѓу слободното време и времето за одмор. Кога сакаме, можеме. Советувате, значи, да се користат сите денови од одморот? Советувам да се користи и паузата, да имаме, да го почитуваме работното време и апсолутно да се користи годишниот одмор кој што е предвиден. Колку често доаѓаат кај вас лица кои што се соочуваат со синдромот на согорување? Искрено да бидам, доаѓаат Си признаваат дека има таков проблем? Препознаваат Дел од или нив препознаваат, околината им посочила? Но многу малце препознаваат. Обично доаѓаат кога ќе кажат јас не можам да станам од кревет. Каде што веќе навистина имаме знаци на депресија. Не е само на работа да се исцрпени и таму да не функционираат во било кој домен од животот.
не наоѓаат ни радост, ни смисла за своето постоење. Не се истите луѓе што биле од претходна. И доаѓаат и го соопштуваат ова и отворено проговараме дали имаш некаква емотивна криза или некаков проблем на работно место или дома, што е оно што се случува конкретно кај вас. И со текот на разговорот, меѓу другото, го разгледуваме моментот на професионалното или емотивното во домот со горување. Може би помалку се збори на оваа тема. Може би едукациите треба да ни бидат почести на оваа тема за како луѓе да ги препознаваме, да знаеме кога е порано да се обратиме, затоа што навистина понекогаш мислам дека и со збор и со психотерапија може на луѓето да им се помогне. Доколку човек еднаш прегорел, може ли да се врати во рамнотежа? Може да се врати во рамнотежа, му треба навистина еден добар одмор од барем 3 до 4 недели, ама и во тој временски период навистина да размислува што со себе и како понатака да продолжи и дали нешто од себе треба да промени. Може тоа да остави последици? Да се изгуби интерес за работата кое што се работи? Најверојатно ќе настане редефинирање како да продолжи. Дали бидејќи веќе појавена несигурноста во нивната личност, знаете, ќе им биде потребна помош за сето тоа да им се помогне, да им се објасни, заеднички да се донесе одлука, но во поглед на негативни последици, повеќе мислам дека негативните последици ќе бидат ако не се најде, ако не се побара помош, ако не се размислува како понатака да се продолжи. Колка е свесноста за овој проблем во јавноста? Сметам дека е многу мала. Многу мала. Најчесто клиентите првин се обраќаат на докторите интернисти или на матичните доктори, повеќе се жалат на телесното здравје, бидејќи чести се настинките, честа е главоболката или болката сензациите на болка по тело. Имаат намален метаболизам, се поврзуваат со страдањата на тироидната жлеза. И откако ќе се направат сите телесни испитувања и понатака, не се наоѓа нешто сигнификантно на телесен план, се размислува дека можеби е синдромот на согорување или се препраќаат на психијатар. Реално, навистина, тука матичните лекари доста помагаат и оној дел каде што ние повторно треба да збориме на овие теми и да ги укажуваме. Ке вклучиме гледач пред самиот крај на денешната емисија. Добар ден! Добар ден! Повелете, во програма сте. Молам да прашам, дали може после долгогодишен притисок и долгогодишна депресија да се добие Паркинсонов болест на 49 години? Така, значи дали после долготрајна депресија и не разбрав само на почеток, може да се добие Паркинсонова болест, така? Тоа беше прашањето. И висок крвен притисок, ако добро слушнав. Ви благодарам за вклучувањето. Мислам дека тоа беше прашањето. Не можев да слушнаме добро во студиото. Да слушнам. Значи, навистина, долготрајниот стрес има голем одраз врз појава на соматски, на телесни заболувања. Од кардиоваскуларни причини, како покачен крвен притисок, забрзана срцева работа, страдање на тироидната жлеза, болести на желудникот и слично. Паркинсоновата болест не би можела да ја поврзам со појава заради долготраен стрес. Значи не сите болести се поврзани со стресот, но голем дел од нив е ризик фактор. Е ризик фактор, апсолутно. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилм амбуланта, што проговоривме за оваа важна тема за која што треба да се поткрене свесноста во јавноста. Мило ми е, се надевам дека сум од помош и тука стојам на располагање за се што е потребно за натамошни размислувања, консултации. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш, а ќе им се заблагодарам и на гледачите што денеска беа дел од Тилм амбуланта. Почитувани, ова беше уште една емисија што ја реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Ви посакувам пријатен ден.